Добро вечер, повторно во отвореното студио на Еден телевизија, најбрзо растечката телевизија на македонскиот пазар, телевизија која што единствена нуди практично 10 часовна и повеќе отворена програма секој работен ден од понеделник до петок. Јас сум Сашо Арнауски, вие сте со мене од 2 часот до 23 часот секој работен понеделник. Моите колеги од останатиот тим на водители ќе ги преземат своите врски почнувајќи од утре со колегата Чомовски. Вечер си имам особено задоволство во последниот дебатен сегмент на оваа програма да најавам двајца гости со кои се надевам дека ќе обавиме една интересна дебата, бидејќи мислам дека и темите за кои што ќе говориме и капацитетот кој вие го носите со себе ќе биде доволен за да ги изанализираме сите овие прашања кои што стојат пред нас. До мене е професорот Димитар Димитров, филозоф по професија, познат борец за правата на слободата на говорот, на човековите права и така натаму, инаку бивш министер за култура, бивш министер за образование, бевте и дипломат, имате амбасадорска кариера, едно време бевте и подпредседател на партијата, уште ги да бројам, бевте и советник да господинот Груевски, но во последните неколку години навистина ретко ве гледаме и ретко се појавувате во медиумите. За оние малкумина кои што не знаат, вие сте и татко на актуелниот министер за надворешни работи, господинот Никола Димитров. Добро вечер, господин Димитров. Добро вечер. Ќе ми биде драго, професоре, да од оние времиња кога сме воделе дебати, полемики и така натаму е повторно шанса да го обновиме тоа. До него е помладиот колега Драган Лазаров, кој што инаку адвокат, по професија исто така, ако можем да кажем, член на ВМРО ДПМН, но истовремено е основач и извршен директор на еден институт кој е релативно нов, тоа е институтот за, морам да прочитам, значи тоа е за одржливо управување Македонија 2.0. 2.0. Кажете ми со што се занимава институтот за почеток? Пред се благодарам за поканата, за можноста на овој интересен форум да учествуваме со наше видување, наше мислења. Институтот е неодамна основано невладино, непрофитно и непартиско здружение, кое што има за цел да обедини надпартиски, наднационални, пред се интелектуалци, значи да се насочи како think tank организација, со цел промовирање на современи политики, само како што кажува самиот назив, чија што конечна цел е постигнување на едно одржливо управување. И овде во вториот дел од името искористивме една посовремена, да речем, IT терминологија, Македонија верзија 2.0 или подобрена софтверска верзија на Сепак Македонија. би можело да се каже дека институтот сепак се залага за некакви поконзервативни, да кажем, идеи во светот на идеите? Па пред се провинцијата, размислувањето на луѓето кои што го чинат институтот се десничарски центар десно, така да таа е филозофија и политички правец кој што го промовира пред се во економијата и во управувањето со државата. Кога сме веќе кај институтот, за да затвориме таа тема, вие, ако не се лажам, наскоро планирате една поголема конференција, еден настан. Кога, каде, што? Во тек се подготовки, сакаме да биде на многу високо ниво, значи знаете дека таква една организација со високи гости од Европа, од САД, бара подолго време за организација. При крај сме веќе ги финализираме последните детали. Се надеваме дека до крајот на неделата или наредната веќе ќе имаме конечниот датум. Нормално ќе бидете поканети, ќе добиете покана да присуствувате. Со задоволство ќе проследиме и таа ваша активност. Благодарам. Добро, господа, вечерва, како што знаете, треба да разговараме за ова што е прегнантна тема во македонското општество и во македонската политика, тоа е пред се референдумот, но исто така и случувањата во опозицијата за кои верувам дека и двајцата имате свои видувања, свои информации и така натаму. Професоре, на прак сме, заправо денеска и официјално започна кампањата за референдумот, иако таа веќе се одвива реално со денови. Како ја оценувате вие целата состојба околу прашањата за референдумот и особено позицијата на опозицијата која најави дека утре ќе се произнесе со официјален став во однос на тоа што партијата ќе советува да се прави на референдумот. Да тргнеме веднаш и медија срез, што во суштината на проблемот. Па, како поранешен подпредседател, не се радувам за позицијата на опозицијата, на партијата ВМРО ДПМН. И со оглед на првиот дел од името на нашите предци, на историското ВМРО и со оглед на
платформата што се заговараше долго време, дека со референдум ќе се реши прашањето за името, така што во моментот да се биде против референдум од истата партија, да биде против референдумот, тешко ми паѓа и е контрадикторно и одстапува од, така да речеме, има еден израз духот на времето, од контекстот геополитички, стратегиски контекст во кој треба да се обмислува референдумот. Мислам дека премногу се потенцира партиските припадности, партиската припадност во овој случај и практично се робува на еден дискурс кој од независноста го имаме во Македонија. Мислам дека сега одназад, нели, викат генералите после војната се најумни. Поврзувањето на партијата со минатото ВМРО на едната партија, на другата со Сојуз на комунисти, мислам дека лоша услуга не направи и мислам дека тие ја продолжи на известен начин онаа поделба. Една фингирана идеолошка конфронтација, судир продолжи, а имаме нова ситуација, нова реалност, независна Република Македонија, и што е најлошо, на некој начин тој фингиран судир идеолошки се практикува недржавнички практики, тоа што направи, нели, партијата да заврши, раководството на партијата да биде обвинето како злосторничко здружение. Ви благодарам на оваа почетна диагноза за причините зашто е така. Се надам дека ќе потрошиме повеќе зборови вечерва, но сакам да го слушам и колегата Лазаров. Како гледате вие на оваа позиција актуелна во која што се наоѓа партијата? За утре е најавена пресконференција на која што ќе се соопшта ставовите. Мислам дека никој од нас нема да биде премногу изненаден од тоа што ќе се каже, но впечаток е вака настрана во јавноста дека се пропушти еден значаен период да на известен начин се дефинира одредена позиција која што ќе биде на некој начин конструктивна во однос на дослухот со времето во кој се наоѓаме. Кој е вашиот став за ова што сега се случува? Видете, има повеќе аспекти на целово прашање и на целова ситуација во која што се наоѓа моментално опозицијата. Пред се ќе тргнеме од тоа дека опозицијата нема позиција моментално. Нема изграден официјален став, ќе се соопшти тек утре на самиот финиш, што би рекле, на пред датумот и пред одржувањето на референдумот. Освен ако утре не се соопшти дека ќе биде соопштено за недела. Дека пак да го одлагаме. Тоа неколку пати да се случува. Дека се уште се анализира и така и ќе видиме што ќе покажат анализите. Да, јас искрено се надам дека ќе преовлада таму разумот, ќе се согледат реално ситуациите и пред се ќе се сетат дека главен промотор и основна определба на опозицијата како десничарска партија беше евроатлантската интеграција. Тоа не треба да го заборават. Тоа мислам дека тоа е тежиштето кон кое што оди конечната одлука. Секогаш имало и треба да има разногласие. Тоа е основата на демократијата, посебно на внатрепартиската демократија, која што треба уште повеќе се продлабочи и разработи не само во ВМРО, би рекол во сите партии. Јас не важам за голем поддржувач на вашата партија, се обидувам да имам критичен кон двете партии, веројатно повеќе заради историските околности на минатиот режим повеќе кон вашата партија, но на вистина ми приоѓаат голем број ВМРО-вци кои што велат дека ВМРО секогаш била прозападна партија на кои не им е јасно, ако не ова, да кажам, прифаќање на некакви други опции кои што не се прозападни, барем овој молк и оваа една недоумица во која се наоѓа партијата, а се очекува да се има став. Не знам дали грешам во таа проценка или тоа можеби добар опис за оно што се случува меѓу членството, ако сакате во партијата. Воопшто не. Воопшто не грешите, тоа е апсолутно така. ВМРО е прозападна партија од секогаш била. Таа што ги воспостави пред се
длабоките врски со нашите традиционални западни партнери, пред се овде збориме за САД и за Европска унија, почна и го трасираше најголемиот дел од патот кон Европската унија. Фактите говорат дека владите предводени од ВМРО до 2010-2011 стигнаа најнапред во европската интеграција. Потоа што се случи останува дополнително. Меѓутоа тоа е факт од кој што не може да се избегне. Во самиот статут на партијата како врвна определба е интеграција на Република Македонија во Европската унија и НАТО. Конечно и моменталната констелација и моменталната распределба на силите во Европа и во САД се одговараат на страната на ВМРО-ДПМН како десничарска партија. Ако смеам да генерализирам, иако е тоа прехрабро од моја страна, гледам две генерации на ВМРО-вци кои што практично се согласуваат, можеби така сум ве избрал да се согласуваат. Но професоре, кои се причините за оваа, ајде да кажем, конфузија реална која што владее во денешното раководство и во денешниот врв на партијата? Како вие ги гледате причините, бидејќи предпоставам дека и јавноста и коментаторите имаат најразлични приоди околу тоа. Кој е вашиот приод? Зошто ВМРО вака се однесува? Конечно, зошто господинот Христијан Мицковски не капацитира една позиција за која ќе застане цврсто и јасно? Каква и да е таа? Па, многу слоеви има тука. Не е доста структура. Ама открива структура со многу слоеви. Македонија сосема и посебно ВМРО сосема е така, како што кажа младиот колега, прозападно ориентирана и независноста стана наша како дел од таа прозападна ориентација, од така наречената источноевропска пролет. Така е. И се идентификува како дел од сеевропската демократија и така и може да опстане. Тоа е една река, една голема река, во која ние сме дел од неја, нели, како капка или како поточе во неја влезено и не може да опстанува надвор од тоа. И сега што се случи? Се случи тоа што партијата прифати еден модел. Тој модел го практикува прилично некомпетентни личности и со тој модел се отклонивме од уставот, кој исто така беше компониран според тој европски тек, таа европска река, и така партијата се излезе од таа река со статутот, еден статут кој не беше во согласност со уставот. Не само со уставот, Јас како советник, како што рековте, кога се вратив од Москва 2004, веднаш укажав на тој факт. За жал не ми беше прифатен советот да прифатиме, да направиме устав, статут како на ЦДУ, например, по западноевропски терк. Партијата имаше долги проблеми точно со европските колегијални десничарски кругови заради тој статут. Да. Во статутот на ВМРО, поправете ме ако грешам, не сум сигурен дали се уште стои еден член во кој што се вели дека претседателот може да оповргне која била одлука на кое било колективно тело на партијата само со писмено известување до колективните тела, што е еден апсолутистички период. Можеби во овие најнови варијанти, сега веќе не ги следам, можеби тоа е на некој начин коригирано. А да не говорам за овој тип на избор на телата и на органите на партијата, во која што де факто председателот на партијата, па и овој сега, има практично крунска улога и една наметната. Слушайте, јас не мислам дека и во СДСМ фракционерството или толерирањето на различните мислења е нешто далеку подобро, ама мислам дека барем на статутарно ниво се поисправни во таа смисла. Како е една од идеите беше кога дојде Мицковски во партијата на председател, дека прво со што ќе се зафати ќе биде статутот. Па потоа видовме дека тоа се одложи, па се одложи уште малку, па се сменија луѓе кои што се залагаа за промена на статутот. Има ли нешто со статутот денески или е тоа потполно затворена приказна? Нов статут се уште нема. Ветување имаше уште на самото доаѓање на новиот председател на партијата, професорот Мицковски.
се започна некој процес на внатрешни дебати, консултации, анализи. Лично јам учествувано во анализа на сите статути на партиите, на сите сестрински партии во цела Европа. Австрија, Германија, па дури Унгарија, нормално тие што се поблиску до нас, Хрватска, Бугарија, Словенија, сите детално беа простудирани, анализирани. Има таму многу што да се исцрпи, многу што да се учи од практицирање на демократија. Токму тоа што го рековте е една од основните проблеми на внатрепартиската демократија, начинот на избор на телата. Подиректен и поосновен модел на непосредна демократија не постои. Од тоа, нели, bottom up или Така е. членството, базата да ги бира своите репрезенти. И тоа е така во цела Европа. Едно време Мицкоски во лични контакти со мене велеше дека статутот еве го готов, само што не е готов и така натаму, а потоа целата приказна се тргна настрана. Сега гледам дека како да има тенденција да се настапи со уште поригиден статут. Или можеби не е така. Па Бидејќи после овие промени во раководството, после тргање на некои луѓе и така, слушам од кругови околу раководството ВМРО дека се подготвуваат уште поригидни измени, да се врати работата уште малку, да се зацврсти практично председателската функција уште поригидно. Јас искрено не сакам да верувам дека е така, затоа што тоа е апсолутно спротивно на сите заложби и на, би можел да кажем, на волјата на огромен број од членството. Никој член на ниедна партија не сака да се осеќа во таква подредена улога, каде што тој ќе биде само крај на некој синџир кој што ќе доаѓа од озгоре и само ќе биде слеп послушник на што и да било да му се каже како насок. Господин Димитров, што е право, тој статут постои кога вие станавте советник на Груевски. Но сепак се чини дека во тоа време имаше некаква дебата поголема во партијата и покрај овој статут. Каде се изгуби таа нишка, каде се стекна таа потреба апсолутистички да се владее не само во државата, тука и во партијата? Бевте ли сведок на тие времења? Како и вие, јас кога не се прифати мојот предлог, јас го напуштив таа функција советничка и укажав дека не оди добро партијата, дека перспективата е да се изроди во мафијашка структура. И со другите така слични партии да излегуваат на Мегдан и да се лажат меѓусебно и да го лажат народот, дека ќе се тенчи избирачкото тело и ќе се тенчи легитимитетот на власта, која и да биде. За жал тоа и се случи. Спроти нашите совети, со мене беше Клусев, апсолутно бевме заедно. И тој беше на вашите позиции? Да, на мојата позиција. Кој друг освен вас двајца? Ние бевме сами двајцата советници. И зошто Груевски не би ги прифатил вашите совети? Се работи едно за стратегиска зрелост, да кажеме, моќ за домислување. Второ, за мотивација да се биде лидер, нели, да се биде политичар воопшто. Мислам дека тука се случија проблеми и ова што го реков, статутот не беше во согласно со уставот, се постигна, се направи така што уставот се приспособи неформално, нели, на статутот и студентите, нели, со тоа фрлање на преписи од уставот пред владата, тоа многу убаво го демонстрира и така се поведе еден курс, значи да се инхибира членството, бидејќи со еден таква, значи, хиерархија, членството се инхибира и се направи тоа што се направи, што го запозна целото општество со така наречените бомби. Се случи Паржинскиот процес, нели?
Тој историјат го знаеме. Да. Овој разговор во еден момент морам да ве прашам, па може сега Да. вистинско време. Сметате ли дека Груевски може да се врати на чело на партијата? Смешно прашање, извинете. Дозволете и смешни прашања да ви поставам. Никако. Затоа што знаете како има една јака струја која што вели издржите уште малку во март април на пролет се враќаме на власта и се враќаме во партијата. Оти тоа може да ја објасни позицијата актуелна на Мицко. Јас да ви објаснам позицијата. Ајде, Ова повеќе. може да биде убава приказна за мали деца. Груевски, за жал, излезе од игра. Паржинските договори, тоа и самиот учествуваше во нив, јасно го детерминира, изборите тоа го санкционира. Тука всушност настана нешто многу трагично за партијата. После тоа обелоденување на тие Бомби големи кои- престапи, нели, што се случија, требаше да се случи оставка на извршниот комитет. За жал тоа не се направи. Груевски уште доби можност да направи еден конгрес кој го преизбра, па да направи уште еден конгрес кај што започесен го избра, а тој си го назначи Како единствен актуелниот. актуелниот. Така што актуелниот сега е еден вид адвокатска канцеларија. Извинете, адвокат е легитимна професија и потребна и се. Го Ама во познавате ли случај- лично Мицковски? Не. Гледайте, јас го познавам Не. Мицковски. Значи, за Мицковски не може да се каже дека не е интелигентен, дека е глупав. За него не може да се каже дека не ги разбира работите. За него не може да се каже дека дури има некакви инстинкти во политиката за кои можеме да разговараме и така натаму. Се чини малку крут, понекојаш арогантен, професорски и така натаму, но тој тешко дека остава, како кажа, впечаток дека е баш марионета на Груевски. Груевски во На политиката го телевизија става се гледам, моćни гестови. го гледам како мене да ме ставите во хидроцентрала. Кого, Мицковски мислите? Во политиката го гледам како јас да бидам во хидроцентрала. Мислите дека толку не се разбира во политика? Да. Волонтаризам не знаеш што значи. И тера волонтаризам. Како оти е поставен да го брани Груевски. Значи, тоа е една адвокатура многу лоша, која и куќата ќе ја запали да го спаси клиентот. И тоа се направи. Таков Господин обид, Лазаров. упадот во собранието е именно таков обид. Куќата да се запали, само да се одбрани клиентот. Предпоставувам дека вас... Извинете сега, затоа јас многу се израдував на реформаторите, бидејќи се видов себе си од 2004-та, кога тоа Ама реформи неславно завршивте, предлага. професоре, вие. Некако реформи дека да се осудени на неславни завршувања. Се согласувам, тоа беше пораз. Уште не е завршено. Ништо не е завршено. Не, само предупредувам, само предупредувам. Господин Разаров, јас не очекувам дека вие ќе ми дадете такви директни Извинете, одговори како што професор. само да Да, заокружам. повелете. Многу се израдував, ама сега и многу се плашам за нив, затоа што има опасност. Во моментот партијата како политички субјект преку нив ја гледам. Бидејќи на ниво на председател не е тоа. И сега многу се плашам вие да не бидете во ситуација да правите компромиси со адвокатот на Груевски и практично, иако критичари на Конгресот на кој беше избран, вие и другите кандидати за председател, нели бевте против таков Конгрес, ама сега сте во ситуација да бидете дел од тоа раководство. За жал, јас таква опасност гледам и кај, пред малку го слушав Петар Богоевски, но дури и кај Костадин Богданов, кој имаше прекрасна, брилјантна, правничка анализа на проблемот. Што им недостасува? Повеќе храброст, повеќе решителност? Пак е Пропуштен проклетството момент? на статутот. И
И сега Па добро, статутот е така направен за да оневозможи практично некаков внатрешен, ајде да го крстиме, бунт или различно мислење. Да, така е, моменталната поставеност на статутот е таква да не дозволува. Се сеќавате минатата година иницијативата почна како писмо собрано од членови, Така е. од самата база. Така е. Па се прошири приказната до Колку тие е проширена пропорции. приказната денеска? Сепак ние, јас однадвор ги посматрам тие процеси, гледам дека имат Да. истомисленици. Представува ли таа реформистичка идеја во ВМРО ДПМН реална, влијателна, па ако сакате и функционална политичка струја? Како ако сакате да ги реализираме во тоа, јас сум убеден дека мнозинството од членовите се за длабински и суштински реформи во партијата. Мене кога ќе ме прашаат за референдумот, јас обично велам веќе неколку недели назад дека со референдумот е се јасно. Македонија има една задача, ВМРО да не остане на другата страна на улицата. Бидејќи во вакви историски моменти важно е сите да учествуваат, без разлика кој како ќе гласа, но ќе биде трагично ако остане една дамка во историјата која после 20, 30, 50 години, како што и сега се расправаме за одредени историски периоди, со право некој ќе каже па да, ама вие тогаш се определивте за бојкотирање. И во таа смисла, мене ми се чини дека малку доцните со една внатрепартиска офанзива во смисла на резолутно кажување дека ова вака веќе не може, или може би го чекате утрешниот ден. Ја не знам. Видите, па да, со одлагањето мислам дека конечно дојде крај. Еднаш мора да се има Став. конкретен став што ќе се прави. Иако има една друга димензија. Референдумот е надпартиски. Ова е национално прашање кое што ги засега сите. Овде улогата на партиите има малку подруга димензија. Тоа ни дава вака од страна некоја друга перспектива да ги анализираме работите, затоа што на некој начин тоа ќе одлучува и за иднината на партиите. Убаво рековте, каде ќе биде ВМРО во оваа крстосница. Што ќе се случи? Треба да се објаснат овие. Треба да се има предвид дека сегашните, ова е таков референдум што секоја активност ќе има свое значење, свој сигнал. И излегување гласање за, излегување гласање против, бојкотирање, што и да направите или да не направите, ќе даде сигнал. Се води ли таа дебата во самата партија? Јас не би знаел, затоа што Не сте лично член не сум член на највисоките структури. Мислам дека не е логично во ова време да не се води таква дебата. Напротив, ова треба да биде главната тема. И треба сериозно да се размислува за иднината на таа партија. Од едноставна причина. Референдумот, ако помине, утре вие партијата ќе аспирира да биде кандидат за водење на државата во земја членка на НАТО. Така е, за кое што сте гласале против или сте биле неутрални. Така е. Тоа е едната поента. Другата поента е исто што ако пропадне, кој е вашиот став? Тоа е најмалку дебатираното прашање што ако не успее така е, се референдумот. разбира, Никој не даде јасна позиција на тоа. Сите се фокусирани на тоа, нели? Барем тие што се јавно декларирани за. Сега професорот ќе не објасни што ако не успее референдумот, професор. не може да не успее, не може. Знаем дека ќе најдете така. Обштеството за среќа е пред партијата. Сакам да направам една градација во контекст на ова оценка од Европската унија извештајот за заробена држава. Државата излегува од робството, општеството уште повеќе. За жал има некои механизми во партијата кои имаат импликации пошироки на план на и на уставот и на правосудството. Сега во контекст на овие разговори околу нов статут, за нов статут, отворено се кажа дека се укинуваат мениците. Се воведуваат неотповикливи оставки. Јас знам и за оставките и за И за двата вида на гаранции. И други пати на вакви дебати, разговори сум укажувал оти ние сме како една топка во целост Македонија, државата и општеството. И општиот резултат зависи од секој сегмент, се до единката. За топката да може да се тркала гладко, Да. мазно. Мислам дека како дел од заробената држава, правосудниот систем директно сноси одговорност и за ова ситуација во партијата.
многу конкретно ќе кажам. Освен изборот на раководството и изборот на претеничката група, на претениците е под влијание на човек кој мораше да се повлече поради криминал, кој нели го гледаме Мислите, по судовите. актуелната гарнитура. Па добро, дали тоа значи дека може би Мицковски не ја контролира ситуацијата и на тоа ниво, може би е жртва и Што на тие значи тоа? компромиси. Значи, фиктивни меници, фиктивни мислам по содржина, формално, менице ви по-добро тоа го разбирате. Мениците постојат. И сега, мениците се еден механизам апсолутно мафијашки да се киднапира Сашо, Така е. И да се каже Димитар, доколку не ми дадете одредена сума, ќе го и исечем тука јас имам, еве и сега упатувам подопрен глас, нели, нека постапи обвинителството, нека го истражи. Тоа е еден неприфатлив, крајно неприфатлив И недемократски начин, го недемократски, криминален. криминален начин За уцена. за киднапирање, се киднапираат луѓето. И јас знам, мислам, сепак, пулсот на народот, како се вели посебно на членството, е далеко од ова позиција на раководството. И во самата група не може претенденти кои бара регуларен конгрес да бидат сега адвокати на адвокатот на обвинетиот. Не може, тоа не човечки, не нормално. Значи, они се робови. И неопходно е или робовско востание, Карпошево востание, Имаме прилично неуспешни востања. или работа на обвинителството. Обвинителството да се ја преземе таа одговорност, оти партијата не е да се мешава некој семејство, партијата е дел од системот, нели? Не Се може сумневам дека обвинителството обвинителството ќе може да направи, бидејќи тоа Нека веднаш ќе биде испита, сватено да. како политички притисок и знаете веќе како тоа ќе се интерпретира. Сепак, да ве прашам, што мислите дека Меркел разговараше 20 минути во 4 очи со Мицковски? Што се говори во вашите кругови? Што се говори? Бејќи јас знам одредена јавно што се говори. Тоа истото ќе го прашам и професор Димитров. Што е тоа што го разговара, а после што Мицковски излезе и рече јас ги повторив ставовите? Јас мислам дека нема потреба да се шпекулира за тоа. Мислам дека е кристално јасно ако Ангела Меркел како политички лидер, канцелар на најголемата политичка сила во Европа И при тоа и председател при на тоа председател конзервативна на ЦДУ, Така е. ако е нешто, тоа е директно. Таа на германски прецизно и многу јасно артикулирано кажува кој е нивниот став, што сакаат и како го сакаат. Тоа беше соопштено и на незината пресконференција, значи буквално тоа е дефиниција на германски стил на Може ли политика. партијата да го И преживее дека тоа и истото наетење го во кажува перспектива? што на за ЕФТА Така е, таа и најави. Но може ли, така ве е. прашувам, бидејќи имате контакти со своји партнерски организации, не само Think Tank светот, туку и од партиски води. Може ли ВМРО ДПМ да ја преживее оваа, како да кажем, криза во која се наоѓа во смисла на својот углед и на своите, ако сакате, дури формални членства во десничарските унии во европски на континентално ниво? Што ќе биде? Бидејќи мислам имаше една закана, тоа беше, ако памтите, повторно Меркел, повторно Малта и така натаму, Точно. каде што на ВМРО беше ставено до знаење дека ако не го реформира уставот, статутот се извинувам, Точно. ако не ги поддржи овие процеси од Прженскиот договор, дека ќе најмалку ќе му биде замрзнат статусот во Значи, повторно ќе ви кажам, Меркел е многу директна и многу отворена, таков пристап има во политиката. Тоа што сака да го постигне, го кажува директно и во чело, на кој да било лидер. На многу помокни од нашите лидери го има направено тоа, камоли за нашите. Ќе остане еден ден да читаме во нема мемуарите збор на за, Мицковски за како тоа. изгледал тој разговор. Значи, затоа евидентно беше замрзнување на односите и на државно и на политичко, на партиско ниво. Заладување, па до во еден степен дури и замрзнување. Треба да се има една многу поширока слика за тоа кои се нашите партнери и зошто треба да условно играме со нив и да ги држиме на наша страна или ние да бидеме на нивна страна. Меркел во минатото беше силен заштитник на Македонија.
Германија, под водство на коалицијата на ЦДУ-ЦСУ на Меркел, моментално е последниот и најсилен заштитник и прокламатор на проширувањето. Тие може да бидат условно наши спонзори утре. Да ја имате Германија која што има мнозинство во парламентот, во Европскиот Тоа со пари не може да се плати. Значи, тоа е, мислам, тоа е не уште и да ви вистинското, платат. значи уште и да ви платат за тоа. Значи треба да, значи буквално ние треба сите сили да ги насочиме, секој заедно во своите сестрински партии во Германија да се молиме буквално да имаме. Но, знаете како професоре, председателот Иванов прави алузии дека еве доаѓаат странците, не притискаат и практично сакат да фалсификуваат желбата на македонските гласачи, македонскиот народ во овој историски момент. Имате председател на држава кој се лути заради напливот на највисоки представници глобални, континентални, меѓу кои, како да ви кажам, Меркел ви доаѓа следната недела, мислам дека е тоа германскиот министер за европски прашања, па е германскиот министер за одбрана, па е министерот за надворешни работи на Германија во посета на Македонија. И сега не знам како го толкувате вие ова однесување на еден Иванов? Многу едноставно, бидејќи јас изворно знам како Иванов е дојден тука. Кажете ни некој Тоа детал. е поист, аналогно како Мицковски сега, со тоа што тогаш уште не беше обвинет Груевски, нели на почетокот беше, да Иванов излезе дека е еден вид контрасоветник. Ние со Клюсев бевме официјални советници, тој беше од заднина советник и на нашето нели советување, инсистирање за демократизација реформа нели на партијата, тој го уверил доста неукиот лидер нели во таа проблематика дека партијата е полувојничка организација, да не дава пет пари за внатрепартиска демократија. Професоре, Мицковски може Мислата ми би е дека Иванов сега си е како глупче во кафес, во својот оние ментор на тој модел, нели? Професоре, И како таков, ви разбирам тој- што ви е поентата. Слушайте, Тој инат. Мицковски може би не го познаваме, но јас и вие го знаеме Иванов. Го Да. знаеме уште од 80-тите. да, Што се случи со Иванов? Иванов беше поборник на демократија, на граѓански права, на вистински диалог и така. Кај се прекрши да стане он главниот глувчето во кафезот кој што на неукиот председател ќе му биде ментор во тоа како да зароби пред се партијата, па потоа и државата. А сега во една позиција кога објективно како председател на државата треба да историски да влие врз развојот, што се случи со тој човек? не можам, јас лично не знам, јас преку преку Груевски, нели целата работа, ја знам не директно со него, немам јас. Не го знам. Мене ми е Лично не сме впечатокот, имале мене ми е односи, впечатокот. но сегашната положба му ја знам. Тој не може во моментот да биде председател. Тој не е председател. Тој се прави да го заштити Груевски, а можеше да направи, единствено логично беше и етички и секако, кога се обелодени тоа што, нели, поради што така лошо помина, нели, тоа раководство, тој извршен комитет, што сега гледаме, нели, како по судовите се шета, требаше да се ја признае грешката и да рече извинете. Да, ма народе. сега јас треба вака да ви мавнам со раката и да ви кажам дека тој Иванов не само што направи аболиција, туку се уште има и можност за нови И такви може, потези. да. Така што мислам Многу кога... трагично е, но јас Јас една друга поента сакам од вас да излечам, бидејќи во македонската јавност и малку заради шегување со Иванов, и малку заради злоба, и малку заради една разочараност можда од Иванов во либералниот демократскиот дел од јавноста, Да. на Иванов се гледа како на марионета. Но мене ми се чини дека Иванов има една спротивна улога, дека тој е всушност идеолог на некој од овие негативни. апсолутно се Дали се согласувам согласувате со тоа? за Дека тој почетна... не е баш така наивен како што изгледа малку недоквакан, па малку неартикулиран секојаш и така. За почетокот, со овој совет за моделот војнички на партијата и со антиквизацијата, тоа е исто негова творба, така наречената преродба, но со самото тоа и со прифаќањето на Груевски на таа позиција негова, на тие совети, на таа идеологија во наводници да кажеме, и со назначувањето негово за председател, Иванов веќе престана да биде
председател стана, значи марионета се претвори нужно во марионета, он се знае зошто е Може би имаме две поставен. марионети кои што меѓу себе Сега имаме Сплетени, уште конците се- една конците се дојде. впеткани, па сега и И тоа трета. сега од позиција на веќе обвинет. Ама почесен председател, што е исто абсурдно. Да биде Да не ме сватите погрешно, јас цврсто верувам дека ова е мината приказна, дека општеството има веќе исчекорено, членството вклучително во партијата и симпатизерите веќе гледат што се случува и мислам дека нема место, дека бойкот или нешто така ќе се случи и ова што ме прашавте дека може да не успее. Не давам место за такво нешто. Добро, вас е обвинат бидејќи сте татко на Никола Да. Димитров, дека ова го кажувате и заради тие причини. Вашиот син е сепак на фронтот, кој на Ама никогаш зошто не е бил таму, пак социјалдемократ, тој? никогаш не бил. Се плашите ли тоа, веќе и го прават, и ве обвинуваат и така натаму. Како реагирате? Еве се имавме една непријатна епизода со вашата внука и така Да. натаму. Го провлекува низ овој тип на, би рекол, референдумски, да кажем, непријатности и така. Како се снаоѓате во тој однос? Се извинувам, Азаров, но шанса ми е Димитров да го проблем. прашам, Да, бидејќи да. е сепак. Како се снаоѓате во тој однос на татко син? Ви вадеа дека Не. сте пишувале раката да му се шуши на оној кој што ќе го подпише и така натаму. Како воопшто го доживувате се това и низ призмата на функцијата на вашиот син? Јас инаку мислам да се декларирам до крај дека Македонија не можеше да замисли подобар министар за надворешни работи од оно што го има капацитетот Да. за оваа работа вашиот син. Јас тоа јавно го кажувам, бидејќи мислам дека е политичка оценка зад која стојам. Да. Но вие како се справувате со сето Па тоа? јас да ви кажам, имам историја за себе, кога јас бев осуден како либерал, бев во многу потешка За помладите положба. гледачи, тоа се годините. 71-та. Така е. Тогаш беше многу потешко, тогаш бевме една ронка од Македонија либерали, Така е. Во една цврста комунистичка земја. така што сегашното во однос на тоа е голем напредок и јас разбирам за слоевито, за се, за многу нешта, нели, за многу разни луѓе, нели, разни структури, слоеви, разбирање на светот, интереси, мотиви и затоа го поднесувам ова многу Говориме за разни луѓе. нормално, многу нормално. Ве изненади ли денеска ставот на професорот Владо Поповски, А, кој што Многу пријатно со ме години изненади. го поддржуваше Груевски во сите Многу негови идеи, а пријатно ме денеска најдеш изненади. излезе со еден став кој Тоа е што сепак да се слуша моментот во контекст на, што реков, духот на времето и тоа е дополнително сега дополнително ја отежнува ситуацијата на ВМРО. ВМРО значи од да кажеме Владо Поповски беше да кажам до крај последен идеолог на ВМРО, Така е. актуелен член е во Советот, Така е. Советник на на град градот. Скопје, И сега тој ја види веќе работата, а лидерот не може да ја види. Тоа дополнително ја го дезавуира, мислам, ова актуелно раководство. И сега ви велам, робовско восстание или обвинителството треба исто да се замеша, Ве слушам за да тоа, се втор пат го помогне на кажувате, иако мислам партијата. дека е тоа прилично наивно од ваша страна, да очекувате дека обвинителството во... Обвинителството се уште не години криминал директен од овие други потврдиве форми. Идеалистите се наивни. Господин Лазаров, вие доаѓате од светот на think-танковите. Разговараме за овој тип на идеи, идеолозии и така натаму. Едно име нема да се заборави во растот на господинот Груевски, тој е професорот Саркањец. Професорот Саркањец остави еден цврст печат во конзервативната идеја на ВМРО, но и кога таа конзервативна идеја излезе од чините, се чини дека тој цврсто застана, остана за Груевски. Дали е он може би во делот на светот со кој вие сега се обидувате преку еден think tank да подигнете, има ли млада, нова, потенцијална, да кажем, сила интелектуална, која што на поинаков начин ќе го размислува светот во своите конзервативни рамки? Па конкретно за професорот што го спомнавте, јас лично сум немал контакт. Тој сега некако повлечен Колку што последнија знам, години, но ние последните нема да години- заборавиме за неговите славни улоги во
етаблирањето Збориме за последните години, јас колку што се сеќавам, колку што знам, нема никакво или пасивизиране целосно во политичките текови. Се јавуваат ли нови луѓе кои што имаат капацитет, иден интелектуален, кои што ви приоѓаат? Па јас мислам дека не само што се јавуваат, тука е дојдено времето за една сосема нова млада генерација на напредни прозападни интелектуалци кои што треба да преземат политичката сцена во Македонија. Има такви придвижувања, меѓутоа остатоците од овие сили, претходните сили, се уште ја влечат државата и политичкиот систем надолу и не дозволуваат таа контратежа да дојде на виделина и да го превземе просторот, што е можеби некој природен инстинкт на тие што ги имаат веќе позициите, да не ги пуштат толку лесно. И тоа задачата на тие млади генерации да се изборат за своето место. Вие знаете дека после ова што го говорите ќе бидете растргнат на социјалните медиуми, пред се од ботовите кои што со кои располага раководството. Да, јас сум свесен за... Свесен сте дека се тоа непријатности кои што, бидејќи јас сум поминал низ разни работи, професорот исто така, но вие, вашата генерација, свесна ли дека тој судар ќе биде непријатен, валкан, ќе ве пронесат низ скалта и прашината многу длабоко? Ние треба да бидеме свесни дека политичката борба за која што се застапуваме и која што ја чека нашата генерација не може да биде сопрена од тој пропаганден систем кој што е направен, дизајниран целно и наменски со таа единствена цел да ве дисквалификува и да ве дискредитира. Не било прв пат јас да бидам цел на такви напади. Тоа воопшто нема да ме поколеба во моите верувања, уште помалку пат да ме натера на било кој начин да ги смене. Единствено што може да ме натера е сериозна аргументирана дебата лице во лице. Илјадници ботови финансирани од центри кои што имаат за цел напад, посебно ние кои што сме млади по IT образовани, кои што го гледаме, кои што го резонираме многу лесно и многу брзо го препознаваме тоа. Искрено ви кажам, воопшто не допираат до мене. Еве сега веднаш ќе ви кажам, оваа емисија вечерва во наредниот пола сат по завршувањето ќе добие најмалку 50 дислайка. Знам, да. И ние точно знам. Јас се извинувам ако ви намалувам, ако ви навлегувам негативен. Но гледам дека тоа е една машинерија која што подмачкано работи. Епа вие птен црно гледате на партијата. Јас ги гледам вака, не. Знаете како да ви кажам? Јас вака ги гледам и многу се радувам што го слушам. Ова што вие преска го говоревте, јас не секав да ви упаднам да ви кажам дека Груевски сепак успеа, а можеби тоа судбината на овие модерни партии, затоа има место да се разговара, од партија да направи не една место каде што ќе се разговара за вредности, туку една корпоративна структура, каде што ќе се разговара за профити, за интереси, за позиции, каде што општеството се гледа не како демократска машинерија во која ќе се носат чек енд баланси со одлуки, туку како генерален директор кој што на своите секторски директори им дава задачи, бидејќи планот мора да се оствари. И тоа е една вулгаризација на политиката ужасна, но тоа не е само наш пример и така натаму. Професоре, сакам да ве прашам нешто друго што е малку деликатно, а зашто навистина би сакал да го чуем вашето мислење, бидејќи можеби за прв пат во Македонија сега на еден директен начин ни се отвара тоа прашање. Вие сте роден во Грција. Каква е улогата на егејското лоби, воопшто на егејската болка, ако сакате, во однос на ова прашање за референдумот и во однос на договорот со Грција? Гледам кај луѓе, значи ако ги исклучам овие кои што се на едно мизерно ниво кое не треба да се разговара во смисла на агресивност и така натаму, гледам кај еден дел од луѓе кои што се јавуваат за бојкот против договорот, против референдумот, има една болка на, па би рекол во известна смислена неподнесување на грците на каков било договор. Има ли таа егејска нишка релевантна политичка позиција и влијание во денешнава политика, особено меѓу опозицијата? Гледам дека клатите со главава, ќе мора нешто и да кажете. Ќе кажам со задоволство. Затоа реков дека вие сте во околината, вие сте кај Пела негдека родени, нели? Токму таму, да, Пела, да, вода. И потоа што? Потоа вашите се вие сте вашите се 48, татко ми најстариот брат бе партизани, а ние малите побегнавме тука. Најстариот брат на 18 години ќе остана инвалид, недавно почина. Никогаш кај него немаше осуда на грците како грци и никогаш немаше изрази на омраза. Има ли егојско лоби кое што функционира, лоби, погрешен изборот, идејата некаква, која е емотивна делумно, но и практично политичка, има за тој некаков интерес. Јас сум се, професионално сум се определувал
И Митко Илиевски еднаш ми рече никако да сватам дека ти си егеец. Па викам ја не знам, не сваќам зошто да сум егеец. Тој израз ние прв пат тука го слушнавме и се изненадевме дека ние сме биле егејци. Тој израз веројатно е од удба поставен. Коле Чашуле кога падна Ранковиќ одржа така многу огнен говор и рече дека тоа било дело на Ранковиќ. Да Кој се е тоа? посее Аха. егејците, бегалците од долу да се именуваат со егејци, да им се прават населби подалеку од подалеку, населбите. Трите Чешминов, Караорман, Сара имаше така. Таа приказ на Македонија недоволно ја знае. недоволно но ја немаме знае. време оваа емисија тоа да Така, разговараме. да. Има ли таа некаква действителна политичка платформа во врска со Јас ќе ве упатам на колумните на Кица Варџиева Колбе и на Ивана Јордановска, сега Бргове. Да, се коментираат. Тие меѓу малку и со горчина коментират за ова, демек каде бевте до сега, кога вие одевте во Грција, ние не можевме да ја поминеме границата, а сега за еден член од Уставот се возбудувате. Во тој контекст, мислам дека се претерува со егејската, ајде условно да кажеме, инволвираност во ова прашање и во други прашања. Јас со Тупурковски да кажам, ништо по таа линија немам. Тупурковски го спомнувате како Идеолог на исто, нели, на антиквизацијата. да натерам да Да. дефинирате неговата И позиција. ја никако не можам тамо да се најдам, нели. Мене ми се поблиски, да кажеме, Прибе, Ван Хојте, и затоа ова од председателот што беше, што го цитиравте, алузијата, прекорот на Меркел конкретно беше, нели? Не го разбирам и целата игра со странски сили Груевски, нели, ја почна, е погрешна затоа што, како што реков, Македонија се усамостои како дел од европската пролет. И јас Европа ја гледам како пошироко семејство, не како странска сила. Знам, професоре, ама И да целата загубите, работа да загубите е- власт како реакција на граѓаните, секако многу поболно отколку ако кажете дека за тоа стои странски заговори, дека сте вие жртва на некакви глобални. тоа е, да. Бидејќи од Затоа- режијата ме предупредуваат дека се приближуваме Да. кон крајот на Затоа емисијата, и сме тука, нели, да ги расчистуваме тие дилеми. расчистуваме тие дилеми, бидејќи не е фер, како да речем, греота е овој народ така да се дели, да се заблудува. Господин Лазаров, која ќе биде вашата, сега ве кажувам во множина, не во смисла на пресирање, туку во смисла на оваа реформаторска струја, кој ќе биде вашиот став доколку утре ВМРО ДПМН преку пресконференцијата господинот Мицковски соопшти дека она што веројатната опција е дека партијата му советува на секој граѓанин да се однесува според собствената совест и да избере дали ќе излезе и ќе гласа на референдумот или ќе реши да го бойкотира. Ќе излезете ли вие како некаква групација, како некакво крило партијата со појасен став? Пред време не би можел да кажам, доека не видиме конечно како ќе биде ставот, како ќе биде пренесен, како ќе биде прифатен и сватен нормално од луѓето. На крај крајава ова е најосновното демократско прашање изразено преку најосновниот демократски механизам што може да постои во една уставна демократија. Поедноставно, по базична демократија од ова нема, не постои. Воедно и можеби најтешкото прашање со кое што сме се соочили. И мислам дека тоа е исправен став, дека секој треба, многу задира, многу интимно прашањето, многу чувства отвара и затоа не треба на никој да му се ускратува правото да размисли и да го даде својот глас. Јас наскоро ќе морам да го одјавам отвореното студио, но не пред професорот да го добие завршниот збор. Како ви се чини, каде одиме, професоре? Како ќе заврши цела оваа уште една драма? Сакам да укажам, тоа беше и недавно од друг реформатор, за жал, кажувано недоверба кон Грција, па недоверба кон Бугарија. Сакам да укажам дека договорот, нели, со Грција е за стратешко партнерство, дека зад него стои цела, нели, европска, Меѓународна.
и дека е крајно неразумно да се тера и натаму недоверба и да се помислува дека тука и таму пак ќе бидеме шиканирани. Не оди тоа така, напротив, да довербата возбудува доверба, обврзувана доверба, посебно кога оди целиот процес во таква ширина, нели, европска и евроатлантска, и се утре ќе биде полесно. Сите прашања полесно ќе се решават, ќе губат во... Само да илустрирам со една изјава на една гркинка во една анкета во зборникот после војната. Од помало место, вели, не за нас, за Бугарија, вели, бугарите се лоши луѓе, ама ние сега сме сојузници и во НАТО сме заедно во Европската име и ќе бидеме пријатели. Стереотипот си го носи, ама тој останува веќе го потиснува. Така е. И така ќе биде и со нас. Јас се надевам дека ќе се видиме повторно и во ова студио, а и ќе ве гледаме и вас почесто во јавноста. Ви благодарам многу и на двајцата. Мислам дека вечера отворивме една нова перспектива на луѓе кои што не се јавуваат често, а кои што за својата партија со една искрена грижа сакаат на поинаков начин да проговорат. Истовремено и благодарам на нашите гледачи кои што издржаа денеска 9-10 часовна отворена програма. Со ова вечерва го затвараме отвореното студио на 1TV, најбрзо растечката телевизија на македонскиот телевизиски простор, и ви препорачувам утрешниот ден никако да не го пропуштите, бидејќи утре денот го редува колегата Александар Чомовски. Тој е оној човек со големи мустаќи кој што отвара, пали, гаси светла по телевизија во зависност од тоа каков период ќе го стегне, но кој ужива голем углед и љубов како што гледаме из нашите емисии во јавноста. Утре со Чомовски останете на 1TV. Ви благодарам и пријатно лека ноќ.